Пред повеќе од еден месец, градоначалничката на Тетово Теута Арифи точно од оваа локација во центарот на градот се пофали дека избрана фирма за заловување на кучињата скитници, кои потоа ќе бидат згрижени во објект на комунална хигиена, за кој Советот на општина Тетово одобри средства за негова пренамена. Но денес на истото место бездомните животни слободно се шетат. Наместо во стационар ги има насекаде низ градот сејќи страв, а шират и заразни болести. Чудо тука, си шетаат слободно, късаат, народ се жала. Си има проблеми народов овдека, све со кучиња, па нарочно савале за на работа кога се оди, овој народ не е ништо сигурен. Многу ги има. Ние сме у центар овде, и големи и мали, така да ти е страв да излезеш. А ми е жал да се превземе нешто, не да се утепат. Да се превземе тоа, мислим, моје мишлење. Само бегаме од нив. На Сабајле, на пример, кога треба да идем на железничка. Прво, децата ги носиме у школу со дрво у рука. Навечер ќерка ми ја носим на работа, исто со дрво у рука, по 10 кучиња. Прво треба да се среди работава со кучињава. Општината и ЈКП. Ветувањата на градските власти беа дека ќе се заловуваат по 20 на кучиња месечно, ќе се вакцинираат и чипираат. Паралелно според Арифи, проблемот се решава и на регионално ниво. Како што рече, без заеднички пристап на сите општини од Полошко, не е возможно целосно да се згрижат бездомните животни. Исто така ние на тој проблем пристапуваме комунално и регионално. Значи како регион, Полошки плански регион, заедно значи одвоивме буџет и почнавме значи процес, имавме и помош од UNDP за да направиме исто така еден регионален центар. Така да за почеток или како пилот тоа ќе функционира измеѓу Тетово и Гостивар. Поради големиот број на кучиња скитници, често се регистрираат случаи на труење на овие бездомни животни, но досега ниту еден од овие нехумани случаи не е откриен. Основното јавно обвинителство Гостивар поднесе обвинителен акт против 3 лица, кои се товарат дека биле инволвирани во убиството на 3-членото семејство по цеста во Дебар, кое се случи лани во август. За убиството се товари по старата ќерка на Поцеста, 28 годишната БП, додека за помагање во делото 61 годишниот ВК од Дебар и 31 годишниот ФГ од Гостивар. По сеопфатна истражна постапка, обвинителството обезбеди докази дека прво обвинетата сторила кривично дело убиство, додека другите двајца се обвинети за помагање при извршување на истото кривично дело. На 26 август 2018 година, во семејната куќа во Дебар, обвинетата пукајќи од непосредна близина со пиштол со калибар 7,65 мм, најпрвин ги лишила од живот сопствените мајка и татко, а потоа и малолетната сестра. Другите двајца обвинети со умисла и помогнале во извршување и прикривање на кривичното дело. Еден ден пред извршувањето на делото, прво обвинетата телефонски контактирала со второ обвинетиот и се сретнала со него во Гостивар. Второ обвинетиот изнајмил возило и заедно се опатиле кон Дебар за да набават оружје. Истиот ден во близина на градската болница во Дебар се сретнале со трето обвинетиот, кој им обезбедил пиштол и рамка со 5 куршуми. По извршувањето на кривичното дело, обвинетата се опатила во Струга, каде се сретнала со второ обвинетиот и му ги дала клучевите од изнајменото возило да го врати во Гостивар. Обвинетата со такси отишла на аеродромот во Скопје, од каде со авион заминала за Република Италија. Стои во соопштението на јавното обвинителство. Надлежниот јавен обвинител до Основниот суд во Гостивар доставили предлог за продолжување на мерката притвор за обвинетите лица. Ноќес околу 1 часот на улица Линденска во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово го запреле 49 годишниот тетовец ЈС, кој најпрвин одбил да се легитимира, а потоа и почнал да бега. Откако бил стигнат, ЈС физички нападнал еден од полициските службеници. Тој е лишен од слобода и задржан во полициската станица Тетово за целосно расчистување на случајот. Вчера вечер околу 23 часот и 50 минути во местноста Бањиче во Тетово, лишен од слобода 18 годишниот тетовец БШ, при преглед пронајдена му и марихуана. Тетовецот е задржан во полициската станица Тетово за целосно расчистување на случајот. Исто така ноќеска
30 април, околу 1 часот и 40 минути, на улица Јна во Тетово. Лишен е од слобода 18 годишниот тетовец АЗ, кај кого била пронајдена марихуана, како и кај двајца малолетници на возраст од 16 и 17 години. Тие се повикани во полициската станица Тетово. Вчера пак околу 3 часот и 20 минути, на улица Маршал Тито во Тетово. Лишен од слобода се ЖС и ВД, двајца од Тетово кај кој е пронајден кокаин. Исто така тие се задржани во полициската станица Тетово. 51 годишниот С од гостиварското село Симница вчера пријавил дека околу 10 часот тој и неговиот син биле физички нападнати од 55 годишниот АМ од истото село. Во нападот АМ користел и секира, пошто лишен е од слобода и задржан во полициската станица Гостивар. Се работи на целосно расчистување и документирање на случајот. Вчера вечер околу 21 часот и 50 минути на локалниот пат во тетовското село Теарце, за сега непознато возило кое веднаш го напуштило местото, удрило во 63 годишниот пешак ДЖЕ од Теарце. Повредениот пешак пренесен и е задржан за лекување во Тетовската клиничка болница. По извршениот увид се преземаат мерки за откривање на возилото учесник во оваа сообраќајна незгода. Годишник со повреди е пренесен на скопските клиники откако паднал од зграда во изградба во Гостивар. Вчера околу 8 часот во полициската станица Гостивар било пријавено дека на улицата Браќа Блажевски во Гостивар 45 годишниот АШ од селото Градец, изведувајќи градежни работи во зграда, паднал од висина од околу 3,5 метри. По укажаната лекарска помош во ургентниот центар во Гостивар бил пренесен во комплексот клиники Мајка Тереза во Скопје. Увид на местото на настанот извршила увидна екипа од полициската станица и се работи на расчистување на настанот, соопшти Министерството за внатрешни работи. Ова е втор ваков случај периодов во Гостивар. Пред околу 2 недели 51 годишно лице од Скопско Кондово, кое изведувало градежни работи во објект во изградба на улицата Бранко Станоевич, падна и се здоби со тешки телесни повреди. Минатата година на гостиварското подрачје беа регистрирани 40 несреќи при работа, кои завршија со една човечка жртва и 18 тешко повредени лица. Невниманието е причина број 1 поради која настануваат несреќните случаи при работа. Вчера на 60 годишна возраст почина доктор Љупчо Меловски, редовен професор на Институтот за биологија при Природно-математичкиот факултет во Скопје. Професорот Меловски беше доаен на еколошката наука во Македонија, долгогодишен председател на Македонското еколошко друштво, пасиониран ботаничар, борец за заштита на природата и учител на стотици млади истражувачи и еколози. Погребот ќе се одржи на градските гробишта во Бутел во четврток на 2 мај во 13 часот. Од јавната здравствена установа Центар за јавно здравје Тетово ги известуваат граѓаните на подрачјето на локалната самоуправа Јегуновце дека од 2 до 3 мај екипата на центарот ќе спроведува теристичка лаврицидна дезинсекција. Дезинсекцијата ќе се врши со рачни и моторни пумпи апарат УЛВ. Поради спецификата на работата, активностите ќе се вршат преку ден во орманите, мучуриштата и Вратничко езеро во наведениот период, почнувајќи од 9 часот. Во случај на појава на неповолни временски прилики, дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден, за што ќе следи повторно известување. Горивата од ноќеска на полнок ќе поскапат половина, односно 1 денар, соопшти регулаторната комисија за енергетика. Малопродажната цена на бензинот Евро Супер БС 95 се зголемува за 0,50 денари за литар на 72 денари. Бензинот Евро Супер БС 98, дизелот и екстра лесното масло за домаќинство ќе поскапат за 1 денар.
Цената на Евро Супер 95 се зголемува за 0,5 денари и 1 литар ќе чини 72 денари. Цените на Евро Супер 98 и Евро Дизел горивата се зголемуваат за 1 денар, па 1 литар Евро Супер 98 од вечерва на полнок ќе чини 74 денари, додека 1 литар Евро Дизел ќе чини 63,50 денари. Екстра лесното масло за домакинство ќе изнесува 52 денари. Малопродажната цена на мазутот М1НС се зголемува за 0,078 денари за килограм и со тоа цената на мазутот од ноќеска на полнок ќе изнесува 34,377 денари за килограм. Од денеска до крај на месец мај земјоделските стопанства ќе можат да конкурираат за добивање средства за набавка на трактори. Овој повик се реализира согласно тековните и планираните рокови по програмите за рурален развој. Оваа година во програмата за рурален развој двојно е зголемена вкупната финансиска поддршка за набавка на трактори, односно од минатогодишните 30 милиони денари. Годинава за оваа намена издвоени се 60,2 милиони денари. Сите заинтересирани потребно е да имаат минимум производствен капацитет од 2 хектари за производство на различни или на една земјоделска култура и минимум 0,5 хектари за производствен капацитет на зеленчук на отворено. Премиерот Зоран Заев денеска во Берлин имаше средба со германската канцеларка Ангела Меркел, која со францускиот председател Емануел Макрон е домаќин на средбата со лидерите на државите од Западен Балкан. За стабилноста на регионот и особено за придобивките на граѓаните на Северна Македонија и на Грција по договорот од Преспа, неопходно е земјата да биде поддржана и да продолжи уште побрзо на патот кон очекуваната европска интеграција, се согласиле премиерот Заев и подпредседателката на Европската комисија и високата представничка на Европската унија за надворешна и безбедносна политика Федерика Могерини на состанокот на маргините на денешната конференција на шефови на држави и влади за Западен Балкан во Берлин. Видовме храбри чекори за спорот за името на Северна Македонија, што е силен доказ дека е можно да се најде решение за долгогодишни спорови. Треба да работиме заедно за да придонесеме за стабилноста. Тоа за Франција значи стратегија за повторно ангажирање во регионот. Го видовме тоа со Преспанскиот договор дека може да се решат спорови кои се чинеле нерешливи кога има посветеност. Косовскиот председател Хашим Тачи смета дека Европската унија е премногу слаба за да ги реши разликите помеѓу Србија и Косово и побара вклучување на Соединетите држави во разговорите меѓу Белград и Приштина. Тачи по состанокот со шефицата за надворешна политика на Европската унија Федерика Могерини во Берлин прецизира дека никакви разговори или договори не се можни без учество на Соединетите држави. Without US, we can never have any dialogue, negotiation or any agreement because EU is not united about this process and the 5 EU countries, they have different opinions and for that I think we are hostage of this not unity or disunity of Western countries, they are focused for the Western Balkans. Тачи беше во Берлин на самитот посветен на Западен Балкан, кој беше свикан од германската канцеларка Ангела Меркел и од францускиот председател Емануел Макрон. Ich will aber ausdrücklich sagen, es geht heute nicht um Beitrittsverhandlungen. Dazu gibt es einen fest organisierten Prozess, der durch die Kommission gesteuert wird. Меркел додаде дека состанокот бил за да се види во кои области е неопходен импулс за постигнување одреден напредок во регионот. Тоа го повтори и председателот Макрон. L'actualité n'est pas, comme l'a dit à l'instant Angela Merkel, à l'élargissement et à la politique d'élargissement de l'Union européenne, mais bien à une politique de stabilité que nous voulons avoir dans la région. Според Макрон, за Франција тоа подразбира стратегија за повторно ангажирање во регионот. Главната цел на самитот беше рестартирањето на разговорите меѓу Белград и Приштина, откако диалогот со посредство на Европската унија беше стопиран поради наводите за размена на територии меѓу двете земји и данокот од 100% наметнат од Косово за увоз на српски производи. Договорено е заинтересираните страни повторно да се сретнат во Париз во јули годинава.
Денеска во Македонија преовладуваше променливо облачно време со локални врнежи од дожд, проследени со ретки грмежи. Дуваше умерен, повремено засилен ветер од западен правец, особено во западните делови од земјата, каде достигнуваше брзина околу 70 км на час. Температурите се движеа од 4 до 17 степени Целзиусови. Времето утре ќе биде сончево со умерена облачност, попладне со локален дожд и грмежи. Ќе дува слаб до умерен западен и северозападен ветер. Температурите ќе се движат од 6 до 19 степени.